Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Во ова, како и во сите емисии од ваков вид, доаѓаат различни видови на гости кои без разлика на широкиот диапазон на прашања на кои што можат да одговорат, секогаш постои можност на некое прашање да кажат не знам, не ме интересира и така натаму. Веројатно само еден човек во оваа држава не може да си го дозволи тоа врз база на функцијата која што ја извршува, едноставно на сите прашања мора да има одговор. Тоа се очекува од него. Се работи за премиерот на Република Македонија, се разбира, и токму тој вечерва е гостин во Заспи ако можеш. Господин Христијан Мицковски, благодарам за гостувањето во Заспи ако можеш. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе дадеме одговор на сите прашања како што најавивте во најавата. Така, тоа е идејата. Не е некоја тајна дека светот се соочува навистина со голема криза, не е ни малку наивна состојбата на Блискиот Исток. Се соочуваме со проблеми кои што веројатно еднаш во генерација доаѓаат или можеби во неколку генерации, а и тие повлекуваат сами по себе проблеми кои што па директно влијаат врз нашиот живот. Некои од вашите колеги, ако можам да кажам политички лидери во регионот, често пати излегуваат со ставови со кои што или со анализи со кои што се обидуваат да дадат некакво видување за она што се случува, па дури и предвидување како ќе оди. Вие тоа генерално го избегнувате, меѓутоа повторно ќе речам, некои од нив ќе кажат и кога ќе заврши војната или дали ќе експлодира, дали ќе продолжи во ова или во она насока, можеби излегуваат и надвор од тоа што е, ајде да речеме, дозволено во политичкиот бонтон. Вие, велам, секогаш сте внимателен, но можете ли, со оглед на фактот дека имате повеќе информации објективно од најголем дел од граѓаните, да дадете свој мислење, еве, дали оваа работа ќе оди многу подлабоко од ова што е сега, или можеме да се надеваме дека сепак ќе се стабилизираат работите? Да, ова кое што денеска се случува во заливот, представува генерално голем предизвик за човештвото. И често пати, според реномирани медиумски куќи, оваа криза ја поистоветуваат со онаа криза од 70-тите, односно тие две кризи од 70-тите кога станува збор за нафтата. И ова што сега се случува, дури велат и дека е во поголеми размери. Ако тогаш недостасувале, да речеме, дневно по 10 милиона барели, сега недостасуваат по 11-12 милиона барели. Но она кое што ние како локални, еве да речеме, представници на влади или на држави, тука треба да го правиме, барем тоа е моето мислење. Јас не сум како некои мои поискусни колеги од регионот да се осмелувам да предпоставувам или да предвидувам или да давам своји толкувања на нештата, колку ќе траат, како ќе траат, па што ако ова било, па што ако било тоа. Јас се обидувам да, врз основа на оние информации кои што ги имам и кои што ги добивам од страна на институциите, да ги антиципирам предизвиците и со своји предлози да излезам пред колегите во владата, да дебатираме и да носиме решенија и тие решенија цениме дека треба да бидат во насока да го олеснат животот на граѓаните во услови на криза, а не со, би рекол, внесување на дополнителна паника или параноја, да им го правиме и онака тешкиот живот уште потежок. Јас не сум таков карактер. Немам потреба од сето ова да правам естрада, ниту пак чувствувам дека имам потреба од сето тоа. Едноставно, треба да си ја вршиме нашата работа. Која е нашата работа? Нашата работа е да ги антиципираме предизвиците и да носиме решенија. Ние, како единствена влада во регионот и едно од ретките 2 или 3 во Европа, повлековме чекор кој што е директно од буџетот, со намалување на данокот на додадена вредност, робусен чекор. Иако пред тоа бевме свесни дека тоа ќе има генерално фискални импликации кои што можеби ќе ни бидат озбилен товар. Се разбира че го намали буџетот. Приходите во буџетот. Приходната страна во буџетот, но тоа не е единствениот предизвик со кој што ние се соочуваме оваа година. Оваа година, Драга, ние треба како влада да вратиме 2,5 милиарди евра стари долгови, кои што ги направиле претходните влади. Оваа влада имаме колективни договори кои што треба да ги испорачаме за нашите колеги кои што
своите примања ги добиваат од владата или владините институции, што значи зголемување на платата. Еве, излезе Државниот завод за статистика, во јануари месец имаме повторно близу 9% пораст на платата споредено со истиот месец од минатата година. Значи, продолжуваат платите да растат, иако од страна на опозицијата имаше хистерија дека не растеле платите. И имаме кризата во заливот. Имаме овие фискални мерки кои што директно значат намалување на цената на горивата. И тука, тоа што не го гледаат граѓаните, кои што ние го работиме, е исто така и повраќањето на оној така наречен солидарен данок. Дојде времето кога сметката треба да се врати. Се тоа се сериозни предизвици со кои што ние се соочуваме. Од друга страна притисоците, промена на устав, од друга страна безбедносни ризици, кои што мораме да ги антиципираме и да внимаваме. Така што сето ова, како тема мора да се владее, да се предпостави, да се антиципира и да се понудат решение. Најлесно е ние сега да создаваме параноја, да влегуваме во некаков севдак во кој што ќе ги плашиме нашите граѓани со некакви апокалиптични сценарии. Не, ние напротив треба да внесеме доза на оптимизам, на ведрина, дека ја владееме состојбата и дека знаеме што правиме и дека правиме добро за граѓаните. И мислам дека тоа го правиме до сега, бидејќи сепак ја одржавме ценовната стабилност, имаме најниски цени на горивата во регионот и едни од најниските во Европа. Тука зборам на бензините и на дизел горивото. Голем дел од граѓаните на соседните земји доаѓаат да полнат гориво кај нас. Ако во времето символ за македонските граѓани и за соседните држави беше да ние коленичиме и бараме милост, сега е поинаква состојбата. Ние сме тие кои што рефлектираат стабилност, сигурност, ние сме тие кои што нудиме решение за граѓаните од соседните држави. Прочитав одредени коментари, демек со таа цена која што имаме ние за горивото, од минималната плата колку можеме гориво да купиме, колку можеле во Италија, во Германија и така натаму, тоа е неспоредлива работа, затоа што овој проблем не е од последниве година-две, тој проблем на разлика на стандардот е со децении. За жал така. Така, ние само сега успеваме таа разлика да ја намалиме. Тоа е одговорноста на владата и тоа е успешна и добра влада. Добро, бензините се качуваат. Бензинот и дизел без разлика. Вие презедовте мерки како влада за колку толку тоа да се стабилизира. Меѓутоа ние гледаме дека она што се случува во заливот трае, и ако продолжи да трае, не дај Боже, сакали некеле ќе се соочиме со цени на нафтата на светските пазари кои што ќе одат многу високо. Имаме ли ние решение за таа варијанта? Не, видете, има апокалиптични сценарија. Но и во тие апокалиптични сценарија ние треба да бидеме тие кои што нема да носат одлуки врз основа на притисок, туку врз основа на разум и јасно дефинирано сценарио. Но тие апокалиптични сценарија може да се случат за 3 до 6 месеци од денес, доколку сето ова во овој волумен вака како што е продолжи. Ова како што е сега, во рамките на овој прв месец од конфликтот, веќе сме 4-та недела, состојбата е озбилна. Само во првата недела од конфликтот, земјите од заливот изгубија некаде околу 15 милиарди долари само по основ на неизвезена нафта. Тука имаме и друг тип на негативни ефекти врз нивните локални економии. Затоа што, да речеме, Обединетите арапски емирати, конкретно Дубај, нивната економија не се темелеше на извоз на нафта, туку нивната економија се темелеше на услуги и така натаму. Голем дел од квалификуваната работна сила, поготово странците кои што живеат таму, замина. Значи, тука имаме озбилен негативен бафер во економијата на Обединетите арапски емирати. Слично и во Катар. Слично е буквално и во Катар. Државата, ако има домицилно население 300, 400, 500 илјади, таму живеат 4-5 милиона луѓе. Од надвор донесени, така да. Луѓе кои што таму ја пронашле својата професионална кариера, кои што таму работеле, кои што создавале во локалната економија и така натаму, сето тоа го нема. Значи, тоа се десетици, можеби би рекол и стотици милиарди долари кои што во еден момент
На едно место ги нема. И не можете вие да останете имуни и да тоа нема ефекти на глобалната економија. Логично е дека ќе има. Но вие треба да сте умни и да ги пресретнете и со контрамерки да можете да се справите со сето тоа. Јас можам да кажам дека во овој момент македонската економија и состојбата со енергенсите е стабилна. И имаме план како во следните недели и месеци, доколку продолжи овој конфликт, како да се справиме со сето тоа. Сега, доколку дојде до ситуации во кои што многу поголеми, многу помоќни држави, ке не може да се справуваат на начин на кој што очекуваат граѓаните, секако дека тоа ќе има ефекти и кај нас. И кај нас. Се разбира. Треба ли да бидеме себични во оваа ситуација? Знаете како од една страна ние важиме за добри соседи, се обидуваме да бидеме и вие потенциравте во неколку наврати дека им дозволуваме на соседите да купуваат кај нас поевтини нафта, овој дизел и бензин, но треба ли да бидеме себични? Вие велите нема потреба за сега. Во смисол, едноставно да речеме, извинете, соседи, се е убаво, ама нас ни треба. Кога го рестартиравме проектот за нафтоводот, многумина ни велеа што правите, зошто ви треба ова, што е сега работата и така натаму. Денеска, од денесна перспектива, гледаме дека сме биле во право кога сме обезбедили уште една алтернатива на снабдување со нафта и нафтени деривати. Инаку, ова кое што е условно кажано притисок од соседството врз бензинските станици во пограничните делови, тоа се чувствува на север, на запад и на југ. Во вкупниот конзум го зголеми практично вкупниот конзум просечниот за 10% отприлика. Тоа се некои 150 еве до 200.000 литри на ден. Тоа не е мала бројка за нас, за држава од овој ранг и од оваа големина на економија. Но поголемо е учеството, да речеме, на ОКТА по делот на снабдување со керозин на некои од околните аеродроми. Така што тоа не го гледаат граѓаните, бидејќи не го забележуваат на бензинските пумпи. Тоа е исто така сериозно влијание врз стабилноста. Замислете сега ОКТА да не испорачува керозин на еден соседен аеродром, да не именувам сега, кој што ќе се комплетно ќе застане сообраќајот. Од една страна, од друга страна, тие предпоставувам ќе се обидуваат да најдат алтернатива. Таа алтернатива ќе биде многу поскапа. Тоа ќе значи повисоки цени за авионските билети, тоа ќе значи повисоки цени на услугите во транспортот, тоа ќе значи поголема инфлација за таа држава. Тоа е она кое што ние сега како Македонија го правиме. Значи, ние сакаме нашата репутација како држава да не биде препознаена како што беше препознаена пред 5, 7, 8, 9 години. Кога чекавме да ни дадат вакцини од Србија. Па тоа е еден од лошите и нестрекни примери. Сега ние сакаме како репутација да бидеме препознаени како фактор на стабилност во регионот. Нешто кое што во моментот сме. И ние треба да се гордееме со тоа. Да, има предизвици. Еве, дел од тие предизвици јас ги кажав. Да, ќе има предизвици. Немојте да мислите дека уживаат сите да не гледаат дека сме ние фактор на стабилност, дека имаме силна влада која што контролира состојбата. Не. Не, голем е бројот на тие кои што сакаат Македонија да има влада марионетска, влада која што не знае како, влада која што ќе моли за милостина, која што ќе гледа со сожалување. Никој не сака да ве гледа вас подготвени и како гризете, како сакате да се борите. Никој не сака. Но ако конечно излеговме од тој волшебен круг, тогаш е добро. Но ме интересира ајде обратно прашање. Што мислите за регионален некаков пристап во заштита на економијата во ваква криза? Соработка поголема со соседите, не знам, некакви заеднички проекти за во било кој правец. Видете, јас тоа сум го коментирал многу пати во минатото, посебно во енергетиката. Ние имаме можност да формираме регионална иницијатива која што може да ни ги трансформира економиите. Ако сме мудри и ако успееме оваа можност да ја препознаеме. Еве, ќе се обидам накратко и за тоа да зборувам во оваа ваша емисија. Кога бев на бизнес форумот, светскиот економски форум во Давос, имав еден панел заедно со исклучително реномирана група на луѓе.
не знам, до нив беше, да речеме, Фати Бирол, кој што е познат денови излегува на телевизија со препораки од името на Светската енергетска агенција. Тој е таму CEO, прв човек. Таму беше американскиот секретар за енергетика господинот Райт. Таму беше CEO-то, првиот човек на АЕС, најголемата офшор енергетска компанија на Соединените американски држави. Не знам, CEO-то на Арамко, најголемата енергетска компанија од Саудиска Арабија. Зборам наистина озбилни мултинационални компании и луѓе кои што ги представуваат. И разговаравме за предизвиците. Сега јас се представувам мојата Македонија, нели? Но во суштина многу можете вие да научите од тие луѓе и ако сте мудри, тоа можете да го претворите во додадена вредност за вашата држава. Што кажа, да речеме, Фати Бирол таму, директорот на Светската енергетска агенција. Тој рели, потребите за енергија во светот во следната деценија ќе растат. Но потребите за електрична енергија ќе растат 2,5 пати побрзо отколку вкупните потреби за енергија. И даде неколку примери. Кога ќе размисли човек што сакал да каже, тогаш може да препознае многу нешта во сето тоа. И тој додаде. Вели, во следната деценија ќе недостасуваат околу 40.000 теравати инсталиран капацитет во светот. Колку да имаме чувство оваа бројка што значи, тоа е моментално инсталираниот капацитет на Соединените американски држави, Канада, Европската унија и Јапонија заедно. Тоа е огромна бројка, се разбира. Толку ќе треба нов инсталиран капацитет во следнава деценија да се изгради. Толку ќе биде потребата на човештвото. Вели, замислете најбрзо растечката економија и по број на жители афричка држава, Нигерија, само 5% од домакинствата користат климатизација. Замислете што ќе се случи и колкави ќе бидат потребите ако 15% користат. Зборуваме за држава од 250 милиона со фертилитет од 4. Која долгороčno ќе сака тоа да го направи, се разбира. Која што на 10 години ќе го дуплира бројот на своето население. Така е. Потоа вели Јужна и Средна Азија, кои што се со најголема густина на население, делот на климатизацијата домакинства користат меѓу 11 и 13%. Замислете, вика, таа бројка да е двојно поголема. За колкав волумен на електрична енергија зборува. Понатаму вели. Овде на овој светски бизнис форум главна парадигма е вештачката интелигенција. Тоа е она кое што се зборува. Тоа е главниот наслов, вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција, вели, е поврзана со дата центрите. А вие не можете да ги погонувате тие дата центри доколку немате стабилно снабдување со електрична енергија. Значи, како ќе се развива вештачката интелигенција, светот само за тоа зборува, така мора да се развиваат тие дата центри, а за да тие дата центри работат, потребно е снабдување со електрична енергија. Сето ова значи 40.000 теравати нов инсталиран капацитет. И се што размислувам јас тука. Ако ние како држава се појавиме со иницијатива, никој можеби нема да не препознае. Но ако како регион, Западен Балкан, 6, WB6 државите, Западен Балкан 6 државите, се појавиме како регион, бидејќи далноводите, гасоводите немаат Шенген правила. Така е. Едноставно, гасот си минува, струјата си минува, тие се интегрирани во глобалниот систем, тоа е тоа. Немаме тука дополнителни ограничувања. И да привлечеме само 0,1% од тие 40.000 теравати. 0,1% да дојат тука да инвестираат, да изградат такви капацитети. Тоа се 4 теравати. Цената на чинење на еден инсталиран мегават е 1 милион американски долари, отприлика. Че ние зборуваме за 4 милиони мегавати. Помножено со 1 милион долари, ние зборуваме за 4 трилиони американски долари. Тоа се страшни пари. Ако го поделиме тоа на 10 години, доаѓаме на 400 милиарди американски долари годишно. Вкупниот
номинален бруто домашен производ на сите 6 балкански земји, зборам Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и Македонија, е 250 милиарди долари. Замислете, а јас ви велам само 0,1% да успееме да ги донесеме од ова што ќе му треба на човештвото во следнава деценија. Објективно можеме и повеќе. Објективно можеме и Добро, повеќе. има ли кај нашиве соседи, драги, вака интерес за оваа ваша идеја? Сте споделиле? Па со некој од нив да, и со некој од нив најдов на разбирање. Сакам подетално да ја доразработам и сега во Подгорица, кога ќе биде состанокот на Европската унија и Западен Балкан, сакам да зборувам за оваа иницијатива. Предлог ми даде и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски да ја брендираме со име СЕЦИ. Скопје Electricity Connectivity Initiative, така да ја именуваме. И тука да го направиме тој прв кик-оф состанок, во кој што сите ние ќе предложиме проекти, кои што потоа ќе бидат дел од тој регионален пул на проекти, кои што ние ќе го нудиме на странски инвеститори и да си дефинираме приоритети. Од наша страна, ово е тимот, од албанска страна е друг тим, од српска страна е трет тим, црногорска, косовска, босанско-херцеговски, да формираме тимови да се поделиме на различни центри во светот и да го представиме регионот, тоа што ние го нудиме како регион во делот на инвестициите. Ово делува многу атрактивно. Нормално, освен ако не се најде некој да каже дека, не знам, од политички причини би сакал да го минира, се надам нема да се случи такво нешто. Меѓутоа, ова е, ако јас разбирам, чиста корист за сите. Апсолутно. Имаме способности, имаме знаење, имаме... И за Европа е тоа корисно, а и ние како регион да покажеме и политичка порака е тоа. Дека ние како регион можеме да се обединиме за некоја повисока цел и дека можеме заедно да работиме. И дека нема да бидеме препознаени само по вештачки конфликти, наметнати од квази политичари. По терминот балканизација. Овој пат балканизацијата би добила некоја друга конотација, веројатно. Да, но по тоа треба да бидеме препознаени. Затоа што навистина овде кога постоела цивилизација, можеби на други места и таа цивилизација не постоела. Ова е начинот на кој што ние ќе привлечеме внимание. Нема друг начин. Верувајте ни, ако сакаме да влеземе во оптиката на големите играчи, на големите мултинационални светски компании, ова е начинот. Јас се надевам ќе ве слушнат и во Белград, и во Сараево, и во не знам, во Бања Лука, во Тирана и така натаму, затоа што ова навистина делува атрактивно. Ги спомнувате странските инвестиции во вакви околности. Јас знам дека постојано најавувате странски инвестиции, меѓутоа во вакви околности кога секој гледа да се заштити себе си, има простор да се надеваме за Да, ние имаме веќе неколку кои што периодов ќе ги објавиме, веќе кои што се во завршна фаза. Денеска имавме седница на влада, помина една инвестиција која што веќе закупи простор, така што во периодов кој што следи имаме план како да ги објавуваме. Ние апсолутно работиме на таа тема и тоа ни е важно. До моментот кога ќе дојдеме до лимитот, потоа ќе ни бидат битни странските инвестиции во делот на услугите повеќе и помалку трудоинтензивната дејност, бидејќи ќе немаме што да понудиме. Еве да речеме инвестицијата на Алказар, која што молат Бога од опозицијата и медиуми блиски до опозицијата да не успее, па измислуваа дека си отишле, дека ја прекинале инвестицијата од половина милиарда долари, за нивно разочарување, а за добро на македонските граѓани. Таа инвестиција се случува и на пролет, веќе на терен ќе почнат теренските активности, веќе добија одобрение за градба, така што јас можам со жалење да изразам дека опозицијата и политичарите од опозицијата ќе бидат разочарани што ќе се случи оваа инвестиција, но за граѓаните тоа ќе биде многу добро и многу корисно. И на следната средба сакам со нив да поразговараме да таа ја продолжиме и ја продлабочиме со инвестиција 2, инвестиција 3. Затоа што, ќе повторам, енергетски стабилна држава може да понуди на инвеститорите ресурс за да инвестираат во инвестиција со голема додадена вредност. Тоа значи дека ние едноставно, како држава во овој момент, биваме да играме дефанзивна улога,
што е чудо невидено, морам да ви признам, толку долго време се навикнавме да бидеме дефанзивци, само да чекаме и да се браниме. Прв пат проактивна политика се случува и тоа секако е за поздравување. Меѓутоа спомнувате опозицијата. Јас морам да признам, вашиот главен политички ривал во последниве 35 години се наоѓа во тешка ситуација, објективно, не им оди добро. Меѓутоа и веќе е депласирано да се каже дека тоа не е добро и за вас. Јас се согласувам дека не е добро за вас, затоа што без силна опозиција вие немате суштински механизам да се заштитите самите себе си од разноразни негативни варијанти. Меѓутоа, ако веќе е така, до одреден период, бидејќи прашање на време е кога некоја опозиција ќе се стабилизира и ќе излезе. Дали ќе биде тоа од некоја нова СДСМ, дали некоја друга партија, помалку важно, до тогаш какви механизми ќе користите вие и користите, ако да се заштитите себе си, вашата влада, злите луѓе кои што функционираат во рамки на владата, од она чувство дека никој ништо не им може? Видете, прво на воведот на вашето прашање да дадам одговор. Кога кажавте дека играме офанзивно, ние играме многу тивко, анализираме, мериме, пред да пресечеме и не правиме естрада од ништо. Едноставно ги движиме работите напред. Тоа е нашата стратегија. Значи, не сакаме премногу естрада, премногу галама, премногу бука, току едноставно тоа се да биде одмерено, вкусно, да не се случува некоја хистерија околу која што ние ќе станеме здодевни кај граѓаните и претенциозни. Тоа не ни е желба. Тоа сме го гледале во минатото. Обично нема резултати. Не е добро. Односно само негативни има. Да, тоа не е добро. Затоа се трудиме на овој начин да ги водиме политиките. Во делот на нашиот се уште легитимен политички противник, а тоа е се уште во моментот најголемата опозицијска партија СДСМ, односно коалицијата која што таа предводи. Јас жалам што некогаш државотворната СДСМ денеска гледаме на група на луѓе кои што имаат целосно приватизирана, со една риторика, со една стратешка порака која што апсолутно не доликува на ваков тип на политичка партија, која што одбрала да ја поима политиката како принцип во кој што ќе измислуваат и тогаш ќе ја испраќаат таа порака во јавноста, растури ги пердувите, они секако не може да ги соберат сите пердови, па дел од луѓето ќе ни поверуваат во тие лаги и така натаму. Но тоа е на краток рок. На среден и на долг рок осудени се на пропаст. И овој тим од Србија кој што е дојден овдека под менторство на еден поранешен советник во кабинетот на поранешниот претседател на СДСМ и премиер, и луѓето кои што тој ги донесе се луѓе кои што не носат нешто револуционерно. Не се луѓе кои што носат нешто кое што може СДСМ да ја врати на оние позиции во кои што беше препознаена можеби некогаш во минатото. Па тие се пресметуваат со Александар Вучич главно, мислам. Па ја не би рекол дека е така, но тоа е моје мислење. Добро. Понекогаш тивката промоција се прави преку измислена пресметка. Јас не знам дали е свесен СДСМ во целата ситуација дека игра улога на прокси, но мислам дека некој таму барем малку е свесен за тоа што се случува и мислам дека ќе преовладее некаков разум. Но тоа е нивна работа. Вие ме прашавте кој е механизмот. Ние имаме да се заштитите себе си. Внатрешен механизам. Јас не велам дека сме идеални. Нема идеална. Дека сме најдобри, не сум претенциозен да верувам во тоа. Тоа е невозможно. Односно, ако вие верувате во тоа, тоа сте на лоша патека. Но верувам дека правиме се што е во наша моќ. Да испорачаме што повеќе резултати за граѓаните, за подобро да може и побезбедно и поспокојно да се живее. Проблеми има многу. Јас тоа се обидувам после ковид секогаш да го објаснам, проблеми има многу. И тие проблеми се таложеле со децении. Ресурсите, за жал, се малку. И јас сакам се и веднаш сега. Но ресурсите тоа не ми го дозволуваат. Работиме,
врз основа на приоритети кои што ги дефинираме. Но што е важно во таква ситуација? Да не создавате нови проблеми. Да решавате дел од постоечките, но да не создавате нови. Оваа година ќе решите дел од проблемите. Ќе ги заборавите бидејќи се решени. Следната година ќе решите нов дел проблеми. Ќе ги заборавите и така ќе дојдете до конечно консолидирање на системот. Јас имам чувство дека ние веќе сме на фаза нула, односно состојба на консолидирање. Споредено со онаа состојба во која што бевме пред 2 години. Кога дојдовте на власт? Затоа се зборуваше тогаш, апсолутно. Да. И апсолутно јас ја знам тежината на довербата која што граѓаните ни ја даваат. Не сум среќен што има одредени очекувања сега и веднаш се. Затоа што јас не можам секому да му објаснам дека е тоа невозможно, ниту некога сум го ветувал тоа. Но, на природно и човечки, луѓето да сакаат, особено после долги години на трауми, луѓето сакаат да видат. Се слагам, драга, ние бевме 10 години во криза. Кризата започна од оној февруари месец, кога практично тогаш Зоран Заев одлучи да ги објавува јавно така наречените бомби. Така. И вистината за Македонија. Тоа траеше таа агонија до изборот на неговата влада, 7 години СДСМ и ДУИ видовме каде отидовме, така што тој период на нестагнација, би рекол, уназадување, траеше подолго време. И колективната меморија на граѓаните се темели на тоа време. Јас тоа го разбирам. Но во кампањата, на страна сега ние лаги кои што СДСМ и кажува, ке сме го поништувале, сме ветувале, ке сме го поништувале Преспанскиот договор, не знам што, не знам како. Ние кажувавме, состојбата е тешка. Ние не сме чудотворци да ветуваме чуда. Тоа е јавно, на митинзи сум го зборувал. Но дека ќе се работи. Тој што ви ветува чуда, не ја говори вистината. Но дека ќе дадеме се од себе, тоа да бидете сигурни. И јас се будам и заспивам со таа една мисла, дали даваме се од себе, дали сите даваат се од себе. Кај поединци имам дилема, имам задршка. И кај тие што имам дилема и задршка, ги опоменувам. Дека имам чувство дека можат повеќе да дадат. Збораме во рамките на владата сега. Да, и во рамките на владата зборам. И во рамките на институциите кои што се од оваа влада. Затоа што ние немаме право на реприза. Едноставно нема повеќе простор. Оваа генерација нема повеќе простор за импровизации и за репризи. Мора офанзивно и мора да се испорачува и мора да се даде повеќе од што можеме за да дојдеме до состојба на консолидирање. Ако е природно да се работи 5 дена во неделата по 8 часа, сега ќе се работи 7 дена во неделата по 12, 13, 14 часа. И тоа е начинот на кој што мора да функционира оваа влада. И тогаш, кога народот ќе види дека вие го оставате срцето на терен, тогаш ќе ви прости се. Ќе рече се трудат, секоја чест. Ако видат дека вие се однесувате надмено, не одговарате на пораки кои ќе ви пратат, колку и тие пораки да ве оптеретуваат, колку и тие пораки да за вас се бесмислени, ако вие не им вратите, не посветите внимание, ако не се поздравите и не стегнете рака на улица, тоа нема да го простат никогаш. И ќе речат, еве ги гласавме, дојдоа на власт, станаа функционери, не заборавија. Тоа е погрешен модел. Добро, сега природно ме навлекувате на прашањето. Вие зборувавте дека реконструкција на владата би веројатно би имало во мај или во јуни. Па да, така е планот. Не ве прашувам за имиња, меѓутоа самиот рековте дека имате некаде задршки. Имам, да, точно. Точно. И тоа сум, како што кажав, тоа сум го кажал лично. Не зборам само во рамките на владата, туку и во рамките на институциите кои што се дел од владата. Затоа што мислам дека поединци не го даваат доволно својот, не се вложуваат доволно тоа што или па се однесуваат несоодветно на тоа што треба да се однесува. Ајде да речистиме меѓу вашите коалициони партнери или во самата ваша партија? Па не би одел сега подлабоко. Тоа што мислам дека е во овој момент потребно да се каже, го кажувам. Добро. Бескрајно многу опозицијата инсистира на тоа дека треба да има предвремени избори, ќе ги има. Не, тие тоа кај ни Фројд работи, они се исплашени. Затоа што они
Настрана од тоа што се покажуваат мускули на дување да покажуваат во јавноста, знаете, ние на дечињата што им ги ставаат на дување, они покажуваат такви мускулчиња во јавноста дека се подготвени за предвремени Но молат Бога да ги нема. Добро, јасно. Нормално. Но можно е да дојде до нив. Па во моментов не, јас тоа сум го кажал дека ние како ВМРО ДПМН можеби политички гледано имаме интерес. Посебно после големата победа на локалните избори така натаму, но за нас е битно државниот интерес. Интересот на граѓаните. Но и не само граѓаните, ние со меѓународната заедница како фактор исто така разговараме, тие очекуваат реформи, испорака. Еве ние го забрзавме процесот на реформската агенда веднаш после локалните избори. Испорачуваме. Фантастични резултати се, ќе слушнат граѓаните за некој ден извештајот од резултатите од јануарскиот извештај се извина. Повторно сме фронтранери, сега да не ги зборувам јас, еве ќе оставам тие да не речеме дека се еве јас се фалам, еве ќе каже Европската комисија многу скоро. Тоа се добри вести, тоа се све убави вести за граѓаните. Морам да ве прашам нешто, не знам дали ви е поставено ова прашање. Опозицијата постојано ве обвинува од самиот почеток дека сте авторитарен, дека ВМРО ДПМН воопшто како идеологија авторитарно делува, рече се диктаторски. Од друга страна има, ајде да речеме, меѓу поддржувачите, условно кажано, на вашата партија и на вашата политика, кулуарски повеќе разговори дека сте премногу мека. Тој баланс како да се направи меѓу оние кои што велат премиерот зграбчил премногу моќ во своите раце и оние кои што велат треба да се удри на маса, треба не знам што да се направи за да се покаже кој е кој. Опозицијата, односно СДСМ, тоа го кажува, како што кажав, според насоките кои што го добиваат од своите PR експерти. Кажав, тие PR експерти ги донесе еден поранешен советник на кабинетот на поранешниот. И тоа се луѓе кои што воделе таква кампања. И во нивниот начин на размислување, они велат, кога имате влада десно од центарот, ќе обвинувате, а тоа се оние канвас стратегии, ќе обвинувате дека е корумпирана, без разлика дали е тоа подкрепено со докази, и второ, дека е авторитарна. Дека има такви тенденции, тоа е стандард. Но тоа така, кај граѓаните ќе добие и ќе зарати, и ќе добијат граѓаните таков впечаток, доколку на вистина е така. Јас воопшто не се чувствувам дека ова влада така се однесува и тоа можам да го кажам со бројки. Ајде еве, условно кажано, нивната либерална и демократска влада 2017 година, па во првите година дена затворија колку медиуми се затворија. Да не зборуваме, неколку медиуми се затворија. Радиостаници, весници, печатени медиуми, телевизии, и така натаму, и така натаму. Колку луѓе физички беа затворени? Тоа да не зборувам. Еве сега нема ниту еден. Се си функционира, нема притисок, нема секој може да излезе да го навредува председателот на владата, неговото семејство, неаргументирано. Ке добиеме на суд, па не ни се ни извинуваат, но во ред. Јас сум кажал дека ние мораме начинот на однесување да го промениме. А тоа е дека ние треба авторитетот да го наметнеме со квалитет, но некој тоа го детектира. Се согласувам, премиер, но некој тоа го детектира како можеби како слабост. Ваша слабост затоа што едноставно излегувате од рамките на она што било поставено како стандард кај нас. Се знае кој е на власт и тој држи се под своја контрола и нема тука мрдање. Можеби, не велам не. Свесен сте за ризикот, сакам да кажам. Можеби, јас тоа го дефинирам како поголем праг на толеранција. Се разбира дека денеска најмалку што може некој да верува е дека јас како претседател на владата сум наивен човек. Се разбира дека тој кој што тоа го мисли прави грешка. А дека имам долг и голем праг на толеранција, имам. За политичар тоа е обврзно, јас мислам. Но мора така да се однесувате. Вие морате авторитетот да го наметнете со квалитет. И кога сте најгоре, и кога сте, можеби, во целата оваа состојба, е условно кажано, човек со најголем број ресурси на располагање, вие треба да покажете ширина. Имам два принципа
кои што стално ги кажувам на соработниците. Првиот е дека политиката кога сте најгоре морате да ја гледате како математичка наука на собирање и множење, а не на вадење и одземање. Да бидете поголем, треба, поширок. И втората е да сте свесни дека луѓето имаат своји недостатоци, кои што јас ги нарекувам слабости. И дека вие морате да научите да живеете со тие слабости. Ако ви пречат, вие не можете да бидете лидер. Вие ќе бидете ограничен во својата микросредина и полека, но сигурно ќе пропаднете и имаат еден убав израз англичаните fade out, ќе исчезнете. Затоа, филозофијата во политиката треба да има ширина. Инаку да се слагам со вас, порано беше шизички да ете вие се однесувате така авторитарно, да покажете моќ, да покажете мускули, со тоа што ќе уапсите некого со камери. Ако го снимите, уште побава, да. Да, па потоа ќе го понижувате, ќе го малтретирате, или пак ќе се однесувате лошо, наметнувајќи авторитет по пат на сила. Не, тоа не е начинот. Мојата политика не е таква. И нема никогаш да практикувам таква сила. Се разбира. Јас не сум наивен. Јас не сум дошол до тука ако сум бил наивен. Тоа не е сумно, но многумина мисла дека многу споро оди овој процес на решавање на проблемите со криминалците од минатата власт, еве ако така може да кажам. Нема да речеме криминалци од минатата власт, него криминалци поврзани со минатата власт. Па јас не би рекол, јас би рекол за луѓе зборуваме за перцепција сега. Постои основано сомневање дека сториле криминал. Ако се вратиме назад, еве ајде да речеме да направиме една анализа во овие 2 години, не цели, на оваа влада, во услови кога ние работевме со државен јавен обвинител кој што беше избран од претходното мнозинство. Со комплетен судски естаблишмент кој што беше избран од претходното мнозинство. Тука пред се мислам состав на судски совет и така натаму. И така натаму. Дали е точно дека ние жив фативме во криминал како добива подкуп врховен судија? Точно. Нешто што порано никогаш не се случило. Во истиот случај поврзан беше и член на Советот на јавни обвинители, односно поранешен народен правобранител, така беше, да. И двајцата беа фатени корпус деликти, така еклатантно фатени на лице место. Дали за друг судија во апелација беа најдени во ѕид забетонирани, зазидани. 350.000, така беа. Повеќе поголема сума на пари. Но истрагата е во тек. Ке видиме што уште таа истрага како одговор ќе даде. Дали е факт дека имавме неколку акции во кои што луѓе кои што порано извршуваа високи функции во јавни предпријатија, како што е Македонија ПАТ, како што е АДСМ поранешно ЕЛЕМ, како што се други институции, денеска се или во притвор, или пак се во судски процес кој што се случува. Поранешни министри, поранешни високи членови на претходната влада. Тоа што е наш минус, Драган, а што може би требаше поинаку да функционира, е да се однесуваме може би како некои минати времења со камери, ама тоа не е дел од нашиот карактер, тоа не треба така да биде. И тука може би ние ја направивме таа грешка, што доволно визибилност не дадовме. Но ако мене ме прашате дали е исправно ова што го правите, бидејќи и тоа сум го кажал многу пати дека големите работи во тишина се случуваат, повторно ќе кажам дека да, така треба да биде. И кога зборувам, а тоа гледам дел од овие ботови од опозицијата ме исмејуваат, кога ве дајте да зборуваме зубави работи, да се радуваме, да зборуваме за... Јас наистина тоа го мислам. Мислам дека на нашите граѓани им треба повеќе потенцирање на убави работи, се случуваат убави работи. Настрана политиката. Во општеството имаме ние убави работи. Имаме победници и јунаци кои што треба да бидат на првите 3 вести на медиумите. Еве, настрана политиката. Да ги тргнеме политичарите на страна. Ајде да зборуваме за тие кои што се надвор од овој наш свет
за успесите кои што тие ги постигнуваат. А имаме такви, верувате, многу. Имаме, но не преокупира очигледно политиката и негативните вести. Оно што мене лично ми се допаѓа што не прстувате за грешки и гревови во вашите редови. Сега еден човек на прилично важна функција беше, ако не се лажам, уапсен затоа што зел господинот мито од 100.000 евра. Јас јавно ги повикувам сите оние жртви кои што се на поединци кои што се од оваа влада. Не само последниот случај, имаше и претходно неколку други случаи. Тој сега последен годин текна. Кога некој ќе се представи и ќе каже, види, јас сум активист на ВМРО, јас треба да сум привилегиран. Нема никаква причина, мислам. Нема никаква. Напротив, бидејќи сега е владана предводена од ВМРО, а ти си бил активист на ВМРО и имаш некаква улога во ова општество, без разлика каде, во кој сегмент. Ти треба 2 пати повеќе да дадеш, да бидеш пример, да бидеш лидер во твојот микросвет во кој што функционираш, затоа што на тој начин, ако навистина си го сакаш ВМРО да помине, му помагаш и на ВМРО да помине, но тоа е секундарно, примарно и помагаш на Македонија, на твојата татковина. Не да си привилегиран, напротив, треба двојно повеќе да се трудиш од било кога испоредено со било кој. Но секогаш, господин Мицковски, има луѓе кои што велат овие се 5 минути во кои што ние сме сега тука и да земеме што може да се деме. За жал, тоа е човечка слабост. Тоа е Рубиконот. Тие кои што го поминуваат тој Рубикон, порано или подоцна ќе бидат санкционирани. Затоа велам, не сме ние наивни, ниту пак сум јас наивен. Тоа што се обидуваме на поинаков начин да ја водиме политиката е едно. А е успешна. Споредено со другите држави. Еве, затоа и во едниот дел од вашата емисија за тоа зборував. Но секој оној кој што мисли дека со моите 5 минути, јас сум 20-30 години таму, готово сега ќе легачам, не, така не ми помагаш, пријателе драг. Ни на мене, ајде на мене небитно, на Македонија. Напротив, ти треба 2 пати повеќе да дадеш, 2 пати повеќе да работиш од било кога. Јас се надевам дека ова и тоа како внимателно го слушаат тие на кои што се однесува, да се свртиме на една друга тема која што јас би рекол аман толку долго трае, меѓутоа никако да се мрне од мртва точка. Вие направивте еден нов принцип во однесувањето кон проблемите што ги имаме со Бугарија, со приближувањето кон Европската унија и така натаму. Денеска токму претседателката Гордана Селјановска-Давкова е во Загреб, на средба е со претседателот, нели, домакинот нејзин Зоран Милановиќ и со премиерот на Хрватска и така натаму. Многу интересна изјава даде господинот Милановиќ, што инаку дава ексцентрични изјави од време на време. Па рече, може да се живее и без Европската унија, македонци, ако мора, и така ќе оди. Некој ќе рече вака, па лесно е да се кажува однатре. Кога сте веќе внатре, лесно е да кажете, па добро, не ви треба Европска унија. Не, видите, тоа не се работи за кој што да се биде или не. Се разбира дека тоа се стратешки цели и една од нашите стратешки цели е да бидеме дел од Европската унија, како што беше претходно НАТО. Се разбира дека ние сме живееле до сега, ќе живееме и понатаму, но поентата е да живееме подобро, да живееме со подобар стандард, да живееме со подобри критериуми. Не дека и вака самите ние нема тоа да. Можеби и самите ќе го направиме тоа. Можеби како генерација ќе направиме и подобри услови, и подобро се. Но ние сме дел од овој континент и наша стратешка цел е да бидеме дел од таа Европска унија во која што толку многу сите ние сакаме. Плативме висока цена. Плативме цена како ниту еден народ и ниту една држава што платила, а се уште не сме ни почнале. Се уште ние ни формално не сме почнале да преговараме. Се уште сме на истото место каде што бевме пред 25 години кога го почнувавме овој пат. И тоа создава фрустрација кај нас, но никако не смееме да се откажеме. Во името на оние генерации пред нас, но и за името на оние генерации после нас. Затоа што Европската унија е и цивилизацијска вредност. За жал, некои од земјите членки внатре
не се промотори на тие европски вредности кои што Шуман, Де Гаспери и Аденауер ги имаат на самите почетоци дефинирано. За жал. Таква е реалноста. Не треба да се откажуваме. Не треба на првиот предизвик ние да се откажуваме, па не на вториот, ни на 10-тиот, ниту на 20-тиот, туку треба да наоѓаме начин како да ги премостуваме. Тоа што одредени политички елити во минатото правеле грешки и можеби од лековерност, од неискуство, прифаќале, инветувале поедини бирократи од Брисел, а не испорачувале. Ние не треба да го повториме. Ја научивме лекцијата како генерација и не треба така лековерно да влегуваме во тие процеси. Токму затоа сме многу внимателни. Не ни е лесно, притисоците се жестоки. Но видете, во политиката тоа што сега го правите, додека сте вие тука, импликации ќе има во некои идни времиња. И вие кога размислувате сега, не носите одлуки за сега, носите одлуки за деценија 2-5 од денеска. Така би требало? Верувајте ми. Затоа што без разлика каква е таа одлука, дали е добра или лоша, ефектите незини ќе ги чувствувате многу подоцна. Нешто што го гледаме впрочем сега. Токму тоа. И јас сум убеден и сакам да верувам, сум непоправлив оптимист, да верувам дека голем дел од политичките елити, кога ги правеле тие грешки, односно кога прифаќале, биле лековерни. Па да речам дека имале и добра намера. Имале честна намера. Сакале да направат нешто добро за државата. Но биле измамени. И сега, ако еднашка ви измамат, ако ви измамат втор пат, ако ви измамат трет пат, нешто со вас е проблемот. На меѓународна сцена нема простување, нема такво нешто, нема сожалување. Ако грешите, сами сте виновни. Немилосрдна е. Точно се слагам со вас, но тоа е што е. Таа е реалноста, ние ја прифаќаме и сега во рамките на нашите можности се трудиме таа реалност да ја измениме, подобриме, онаму каде што можеме, се разбира. Нијанси се во прашање, но тие нијанси се чувствуваат. Затоа велам јас, има многу проблеми, а малку ресурси на располагање. Но кога ќе речете принципиелниот став кој што веќе 2 години го скажувате од позиција на премиер и министерот за надворешни работи и така натаму, дека со бугарите работите мора да бидат во најмала рака избалансирано, коректни, не може само ние да даваме, мора и тие да дадат нешто и кога од таа страна ќе добиете фидбек дека самиот факт дека тоа го зборувате, вие сте антиевропски расположен, дека сте незаинтересиран всушност за влез во Европската унија, како понатаму? Не, таа перцепција е комплетно променета. Мислам, тоа е наративот на македонскава опозиција, која што не успеа дома да испорача кога требаше и кога можеше. Беше обременета со афери за криминал, корупција и така натаму. И тогаш он има донесени до зид, ја нема поддршката од граѓаните, изгубени локални избори во 21-та година, убедливо изгубени локални избори. И они немаат друга опција тогаш, Драган. Тие велеа, знаете, дајте ми бел дискартија, ќе потпишам, само да останеме власт. И тоа го направија. Им дадоа бел дискартија и они потпишаа. Тогаш не е баш лековерност во прашање, морам да признам. Оно што го зборувавме пред това. Ја затоа велам, сакам да верувам. Сакам да верувам дека постоеле такви кои што не биле лековерни, туку имале поинаква цел. Но се разбира дека има и такви кои што имале лоша цел. Потпишале тоа што потпишале, па овие ги напишале условите на тој бил дискартија и сега гледате вие асиметрични работи кои што практично нас ни создаваат сега проблем. Но со една мудра стратегија, овие 2 години, мудра дипломатска акција, ние ги објаснуваме нашите позиции. Аргументирани, подготвени сме, се соочиме со секого, да разговараме, да дебатираме. Да, ние се судираме во зид. И тој зид вели, да, тоа све е така, вие сте во право, знаете, вие вашиве прифатија тоа и тоа. И ние велиме, да, ние сме свесни. Свесни сме за сето тоа. Никој не вели дека не е така. Но ајде да видиме
колку може да ја избалансираме работата, бидејќи ако е пакта сун сурванта за нас, треба да биде и за другите. Ајде да видиме, бидејќи вие велите ова е последно, нема повеќе, дајте да видиме што можеме од аспект на гаранции. Па ќе го слушнете како председателот на Европскиот совет, господин Антонио Коста, во Софија ќе каже треба гаранции, заслужуваат луѓето. Под други институции ќе слушнете, чекајте бе луѓе, што правиме со македонската заедница таму? Тие луѓе немаат право, никој не им го дава правото да се организираат во организација, во некоја невладина, во здружение. За нешто што е во основа елементарно, ништо повеќе. Човеково право. Имаме и пресуди од судот за човеково право. Значи ние привлековме внимание. Замислете, малобројната Македонија привлекува внимание. Тоа не е процес кој што ќе трае месец, 2 година, 2. После Бледскиот договор, Тито Димитров, Добро. после завршувањето на Втората светска војна и условно кажано капитулацијата на тогашна фашистичка Бугарија. И даденото право на териториите во Западна Бугарија да се културно, па и територијално обединат со тогашната Народна република Македонија во склопот на Југословенската федерација. Десетици македонски учители да ги учат македонските дечиња во делот на Горна Џумаја, Сандански, Разлог и така натаму. Тога се и дадени македонските имиња на градовите во Бугарија. Вие немате во Бугарија име Гоце Делчев. Колку вие знаете бугари со Гоце име? Јас не познам дете. Не постои, така е дадено името на градот Сандански по името на големиот македонски војвода. Како резултат на тој договор. Но покојниот Димитров сега во Бугарија... Само да докажам мислата. И они чекаа да го промовираат живковизмот во 60-тите. Они чекаат децени за да дојдат некои како претходните од раководството на СДСМ, за да тоа што тогаш го изгубија да го повратат. Значи, замислете колку чекале. Тоа не е некоја тајна, долгорочна стратегија на таа држава е тоа. Тука ние треба сега да имаме, да сме умни и паметни. Како ќе ни се реализира бргу стратегијата? Само ако сме економски силни. А вие не можете да сте економски силни ако живеете во општество во кое што има корумпирани луѓе. И затоа јас им велам, нема полошо за еден политичар од тоа да е корумпиран. Тоа е каменот во чевелот на една нација, на ДНК-то на една нација. Тогаш вие веќе не сте своји. Тогаш вие сте туѓ. Некој друг управува со вас, а вие носите одлуки за еден народ и за една нација. И затоа секој оној кој што ќе влезе во корупција и во криминал прави непоправлива штета на ДНК-то, на македонското ткиво, на македонскиот идентитет. Нема поголема штета. И затоа ќе се вратам на неколку минути претходно во нашиот разговор кој ви велам, ако навистина си ја љубиш својата партија, а пред се својата татковина, треба 2 пати повеќе да работиш. 2 пати повеќе да се вложиш за да направиме на општество. Ако Македонија е богата, јас ви гарантирам, и го потпишувам ова, нека остане запишено, стотици илјади економски асимилирани македонци од соседството ќе ги препознаат своите македонски корени, кои што денеска не се кажуваат како македонци, се чувствуваат така, не сакаат гласно да се кажат, поради тоа што се економски асимилирани во државите во кои што живеат. Но со силна татковина, економски силна, Процесот би требало да се врати. Ете така. И тоа треба да биде наша цел како народ. Тоа треба да биде наша цел како народ. Уште едно прашање, еве сосема за крај. Неодамна имаше еден форум на повратници во Македонија, интересен настан тогаш се зборуваше за таа работа. Имате информации дека има нови луѓе што се обидуваат да се вратат дома? Да, имам десетици примери. И сега разработувам една стратегија која што ќе опфати 2 линии. Едната ќе биде начин како да ги стимулираме нашите да си дојдат дома. Сега се ова претежно индивидуални, не е организирано, не е системски, се индивидуални обиди.
И втората е подобрување на демографската слика во државата, затоа што без овие две работи, за Бадиева ние зборуваме сега све ово што го зборувавме во нашата Без луѓе попустои се, апсолутно. Да. Господин Христијан Мицковски, премиер на владата на Република Македонија, ви благодарам за гостувањето. Верувам дека останаа и неодговорени прашања, меѓутоа овие што ги загонетнавме, мислам дека оставија впечаток. Благодарам на можноста, се надевам дека предизвикавме внимание кај гледачите. Да, почитувани гледачи, тука ја завршуваме оваа емисија Заспи ако можеш. Утре се разбира во репризното издание во 15 часот. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.